Почна. Добро. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добро, еве и за денес уште имаме еден нов кој интересен час онлайн по математика, на кој што ќе ви се разјаснат одредени проблеми, можеби до сега некој што се соочувал и што не му било јасно. За денешниот час имаме геометриски форми и мрежи. Најпрво ќе повториме за она претходно што го знаеме, а потоа ќе појасниме како се прават мрежите за геометриските 3D форми. Кои се целите за овој час? Да знае да представува 3D форми од 2D цртежи и мрежи, например различни мрежи на отворена или затворена коцка. Да знае да ги препознава и разликите меѓу 2D и 3D формите, например зидот на коцката е квадрат. Зидот на еден зид на правоаголникот е квадрат, другиот е правоаголник. Да знае усно и писмено да го образложува начинот на решавање и размислување, и да знае да поставува хипотези, претпоставки и да ги проверува. Што треба вие да знаете за овој час? Да треба да представувате 3D форми од 2D форми, цртежи и мрежи. Значи конкретно што треба да направите? Правилно да нацртате мрежа на правоаголник, на квадар, на коцка, на призма, на пирамида, значи различни мрежи да цртате. Да ги препознава и разбира разликите помеѓу 2D и 3D формите, усно и писмено да го образложува начинот на решавање и размислување и да донесува своји хипотези или предпоставки да ги проверува. Значи дали точно што го размислува, јас тоа е точно или треба да барам некој друг начин. Тоа се всушност предпоставките или хипотезите. Сега активностите што ќе следат на часот се интерактивен разговор, значи она што кажав ќе повторуваме за геометриски тела, 2D форми и 3D форми. Потоа ќе определуваме страни и работи и темиња. И потоа пак ќе се посетиме дека равните површини се нарекуваат зидови, дека две страни каде што се спојуваат се нарекува раб, а рабовите каде што се спојуваат дека се нарекува теми. Она што ние го знаеме од претходно и често пати го дискутираме. И на крај, што треба вие за домашно да работите, покрај тоа што ќе го имате од учебникот, да работите во тетрадките, да ги исцртате мрежите на 3D формите. Значи на коцка, на квадар, на четириаголна пирамида и по можност на триаголна пирамида. Затоа што на еден интересен начин ќе ви прикажам како се цртаат и тие. Сега може да променам позадина. Сеничка, да сега не гледавме ништо. Добро, сега ќе ви додадам позадина. Сега ќе ми кажете дали ја добивте позадината? Да. Да? Добро. Да, добивме. Да. Да? Добро, сега само за секунда да се вратам назад. Ова ептен многу големо сум го пуштила, ќе го смалам за да може да гледам. Значи денеска највеќе појасниме за геометриски форми и мрежи. Овде вака на почетокот на овој слайд имаме 3D форми, 2D форми, што се зидови, што се рабови, што се темени. Значи мора тоа да го знаеме, секој ученик мора да го знае тоа. Кои се 3D форми? Александар нака ми каже кои се 3D форми. Лука. И Лука не Стефанија. 3D форми се топка, триаголна пирамида, четириаголна пирамида, квадар, коцка, конус, цилиндар и други. И други.
Поставувам прашање, која е сличноста помеѓу 3D и 2D формите? Зашто викаме дека имаат сличности? Кои се тие делови од 3D формите кои што се слични со 2D формите? Како ги Деловите викаме? тие ги викавме ѕидовите, дека ѕидовите на 3D форми. 3D форми. Значи, еве ги. Ѕидови. Имаме ѕид, ѕид, ձид. Исто и тука и тука. Ова триаголникот ни значи ова е ѕид на пирамидата. Петоаголникот може да биде ѕид на петоагол на призма. Дали се разбираме, квадратот може да биде ѕид на коцката, може да биде ѕид и на правоаголникот. Дали е ова јасно до сега што го кажавме? Да? Да. Добро. Еве да се посетиме пак на 3D формите. Кои се не на 3D форми? Ова 2D форми? 2D форми се квадрат, круг, триаголник, четириаголник, петоаголник и многоаголници. И многоаголници. Јас тука намерно го запишав, еве гледате, многоаголник. Дали звездата е 2D форма, ама дали можеме да добиеме 3D форма од звезда? За размислување е ова. Секогаш што викаме да донесеме некаква предпоставка и хипотеза. Може? Може да добиеме. Може да направиме. Што ќе ставиме на краците овде вака? Што ќе бидат овие што ќе ги ставиме? Ајде, овие се триаголници, ама од другава страна, например, овде вака. Може. Значи, овде вака ќе, ако повлечам јас сега, еве ќе искористам моливче, ако може да повлекувам. Значи, еве тука. Што ќе биде? Ајде, малку да искористам права линија. Ајде. Да се вратам по пропис. Што викам јас? Тука, еве го триаголникот, тука, што ќе добиеме? Еве го тука, еве го тука и еве го тука. Што добив јас? Тоа е ова петоаголник. Бидејќи звездата има 5 краци. Значи, што ќе добиеме ние ова? Ако ги превиткаме краците, што ќе добиеме? Петоаголна? Што? Пирамида. Значи, звездата во овој момент носиме, ова е предпоставка и заклучок, дека може да биде 3D, да се добие 3D форма. Дали е јасно сега, кажете ми? Да? Да. Добро. Еве ги, сега пак ќе ги повториме. Значи, кој ќе оди? Давид, дали следиш сега, дали гледаш? Да. Да? Добро. Ајде, Давид. Почнувај. Во првиот ред, какви форми имаме? Во првиот имаме квадрат, триаголник, петоаголник и правоаголник. Понатака? Тие се 2D. Во вториот ред имаме... Не, надоле ќе одиме, да ги кажеме 2D формите. Круг и шестоаголник. Шестоаголник. Затоа јас слизгам надоле. Ајде сега, следните. Уште еднаш ќе повториме. Квадар, коцка, конус. Следно. Топка. Следно. Цилиндер. Триаголна пирамида и триаголна пирамида. Добро. Одиме понатака. Она до сега што го дискутиравме, дека една 3D форма може да се направи од шаблон составен од 2D форми, наречен мрежа. Значи, сите овие форми, како што и петоаголникот го најдовме кај звездата, може да направиме мрежа за 3D форми. Сите 2D форми може да ги искористиме. Гледате? Од триаголниот, од квадратот, круг сега, тука дали имам ставено? Да, немам ставено и круг може. Значи, сите можат да се искористат за да се добие некоја 3D форма. Затоа викаме дека е тоа многу важно. Сега, цртање на мрежа на коцка. Може, ќе одиме со цртање. Јас сега во моментот нема да користам линеар, ќе користам друга алатка. Еве, вака. Вака, одам и на оваа страна.
Ако следете ме, земам сега испрекината линија и ставам тука. Испрекината ставам тука. Испрекината ставам тука. И тука. И тука. Каде треба испрекината да има сега на друго место? Каде? Што сакам да направам јас сега? Коцка. Колку зидови имаше коцката? 6. 6. Па каде треба? Кај треба да се движам јас сега? Каде? Каде да се движам и каква линија да земам? Може со... Еве, права. Еве тука. Еве тука. Ова да го избришам. Сега каде треба да се движам? Дали оваа линија што ја нацртав тука испрекинатата треба да биде? Хајде, имаме предпоставка. Треба да биде тука испрекината или треба да сменам ништо? Не треба да биде. Тоа не треба да биде. Значи, мора да кажеме конкретно, не треба да биде тука испрекината линија. Значи, што треба да направам јас сега? Да ја избришам. Еве, сега ќе ја избришам и затоа удам дел по дел, за да видиме сега каква линија треба да искористам јас, за да може да биде онака како што треба. Пак треба да искористам права. И колку навака на десно треба да се движам? Доволно? Доволно. А сега каде? Надоле треба да одам. Еве надоле. Каде треба да се движам сега јас? Од другава страна, од лево? Од лево. Од И нагоре. лево. И ќе одам сега нагоре, во обратна насока. Сега ќе одам на десно. И колку зидови направив јас сега? 5. 5. Што каде ни недостасува зид сега? Во средина, кај има 2 зида. Во средина. Што треба да направам јас сега? Еве. Вертикално. Сега што треба да скратам? Јас можам овака да го направам. Гледате колку е лесно на компјутер да се цртаат мрежите. Но треба тоа истото да биде лесно и во што? Во тетрадките, затоа што квадратчињата да го подсоберам ова малку, еве вака, за да може да, ајде, да продолжам да цртам испрекината линија. Ајде сега да земам испрекината линија и да почнам да цртам. Еве, и сега гледате, ми се јави проблем. Што ми се јави проблем? До крај ми отиде испрекината. Дали треба да биде тоа така? Не. И одам, коригирам. Сега каде треба да цртам? И со каква линија? Со цела и да го нацртам последниот, што е? Квадрат. Квадрат, последниот квадрат. Еве вака. И сега еве вака. Бидејќи овие се поединечни линии, постои во користење на смартот една опција, еве вака, ќе направам јас и ќе ги групирам. И сега нема да ми се изместува. Може да правам што сакам. Ете овде вака, ова што е со испрекината линија, што е всушност? Квадратот, основата на коцката, другите треба да ги додадеме. Онамо каде што е испрекината линијата треба да превикаме. Дали видовте како се црта мрежа на коцка? Да? Да. А вие во тетрадките ќе го вежбате тоа? Ќе си давате по предпоставка димензии, дали 3, дали 4 сантиметри и правилно да ги цртувате мрежите на коцка. Бидејќи ја видовте поставката како се црта мрежа на коцка, еве и јас имам од претходно нацртано, и да пројасниме сега зошто
ставам испрекината линија. Затоа што се тие делови кои што ја даваат што? Третата димензија. Гледате и не ги гледаме ние. Еве ја, тука и нагора. Значи, тоа е нешто позади. Ние мора со предпоставка од тоа да размислуваме и да знаеме дека е 3D форма. Ако ја нема испрекинатата, не можеме ние да утврдиме дека е 3D форма. А дали се разбираме? Јасно ли ви е до сега? Да? Да. Одиме на следен. Ајде, слайд. Еве, она што кажавме, дека за да се направи квадар, потребни ни се и колку правоаголници и колку квадрати за да добијаме квадар. Кој ќе се јави за збор, колку правоаголници треба да имаме? Ние треба да имаме 4 правоаголници и 2 квадрати. 2 квадрати. Тие што представуваат правоаголниците и квадратите, како ги викавме? Зидови. Зидови. Добро. А ова овде вака што се, еве овие линиите што ги гледаме, потемни што се, како ги нарекувавме тие? Ајде, кој ќе се јави? Тие се рабови. И ајде да запишам јас тука сега колку зидови има квадарот. Ајде да се вратам назад, ќе ми кажете сега да намалам големина на букви, да биде пак поврзано со истиот сон да го најдам. Ајде сега, македонска поддршка. Колку сега има зидови? 6. Од кои? 2? Се квадрати. Ај сега, овде вака се меша, сега ќе го средам јас тоа. Не се мислете, сега ќе направа. Овака. По тој начин, ништо страшно, зидови, ова ќе го вратам назад. Овака. 2 квадрати, што? 4? 4 правоаголници. И сега, за да ни стигне и за другото што треба, ќе го намалам фонтот на букви со 28 чуда, 4 правоаголници. Сега што има друго квадарот? Темења. Колку темења има? 8. 8. 8. Друго? Што беше друго? 12 раба. 12 рабови. Добро. Дали е ова јасно? Сега, ако ве прашам нешто за квадарот, каде ќе ги означам јас? Ајде со вака сега ќе го ислечам. Ова еди нагоре, да ги означиме сега, сакам темињата. Секогаш темињата, кај 3D формите, се означуваат со големи букви и тоа латинични букви. Овде ќе биде, да снимам сега, овде ќе биде А, добро, овде ќе биде А. Минамо сега, ќе биде Б. Гледате, мора, бидејќи командата е дадена од предходно, мора да намалувам на 28, беше предходно користен 28, да. Овде ќе биде, тоа ќе биде тука, Се, од другава страна доле ќе биде, која буква? Д, се горе ќе биде, ајде кажувајте, јас ве слушам, јас само пишувам. Тука ќе биде F. Ете така, браво. Тука ќе биде Г.
Г, може да биде Г. Сега ќе ви кажам после тоа зошто мора да знаеме правилно да ги означуваме темињата и тука доле ќе биде Ха. ајде това. Добро, значи тоа го најдовме. Сега, зошто е многу важно да ги означуваме темињата на 3D формите? Затоа што следните часови што ќе бидат треба да ги определуваме координатите во координатна мрежа на 3D форми. Затоа тоа го кажувам. Дали е ова јасно? Значи мора да знаеме како се определуваат координати на 3D форми. Дали ви се разјасни сега? Гледате? Да. Да, истото и за коцката. Сега ќе се вратам на другиот слайд и сега тука ќе запишам она што го запишував претходно со... Ајде да видиме колку ѕидови има коцката, ќе ми каже. Додам со помали букви, ајде. 28. А сега, бидејќи ова е се уживо, мора да се прави. Има. Ајде, само така ќе кажам, има. Што има коцката? 6 зида. Што се? 6 зидови. Зида. Аха, зида. Добро. Што друго? 12. Добро. Што се 12? Раба. Да. Друго? 8 Исто е? пенина. Оси темиња. Темиња. Гледајте да не правам грешка во питањето со. И сега, ќе се вратиме кај коцката. Исто ќе ги означиме со што означуваме сега. За да може ништо друго да откриеме со букви. Пак ќе користам латиница. И какви букви треба да видат? Какви треба да видат буквите? Големи. Аха, еве сега ќе одам со А. Тука ќе одам со Б. Тука ќе одам со Т. Исто ќе го означиме тука А, Б, С, Д. Д. Ќе би следно тука ќе биде така беше. Така да слушам. Овде ќе беше тука горе. Г. Овде ќе и тука ќе биде Х. Сега. За да точно откриеме колку ѕидови има, може да ги запишуваме како квадрат. Ајде, првиот квадрат ќе ни биде А, Е, Д, не, еден. Одиме, вториот. Б, С, Е, Ф. Може? Б, Може. С, Е, Ф. Следен. Нема да кажувам јас повеќе. Д, С, Ф, Г. Б, С, Е, Ф го запишавме. Сега другиот. Е, Ф, Е, Ф, Г, Х. Ете. 3. Б. А, Б, Е, Х. Е, Х. А, Б, Е, Х. Следниот. А, Д, Х, Г. А, Д. Добро. И имаме уште еден. Уште еден. Ни недостасува, тоа е ѕидот. Сега тоа што не го гледаме всушност. ДЦ, Г и кој е? Ф. Дали сега ова ви стана појасно? За рабови. Рабови сега. Овде вака се запишува. Ајде последно.
Ај повеќе од име, 12 рабови. Треба да ги запишеме сега како отсечки. Значи, А, Б ќе биде, јас почнувам А, Б, со запирка, продолжуваме. Следно, БЦ. Б, С, следно, да Седе, слушам другите. С, Д, понатака, Деа, ДА. Д, Д, А, понатака. АХ. Чекај сега, пак ќе се вратиме од онаа точка каде што е првата. АХ во висина. АХ. Водиме следно. БЕ. БГ, Б, Е. Следно. ЦФ. С, С, Ф. Следно. АЕ, А, Г. Е. Следно. АЕ. Не. Е. Х, Чекај. ДГ. Докај стигнахме С, Ф. Понатака? ДГ. ДГ. Други? ГФ. Г. Х, Е. Е. Х, Е го запишавме? Не. Не. Колку имаме до сега пронајдено? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кои ни недостасуваат уште? Ф. Е и Г. Х. Не се случно. Ајде. Ф. Е и Г. Г. Х. Како да кажам? Е, и... ГХ. Чекај да проверам да не го имаме. Добро, немаме. Еве и се рабовите. И сега темиња ни се кои? Темиња ни е... Еве сега ќе одиме А, запирка Д, С. запирка Е. Ф. Г. Е, Е. натака Е, запирка Е, запирка Г. Г Г. и Х. Сите ги пишавме? Колку се? Да. 8. Дали е ова јасно? Како се определуваат видовите на 3D формите? Затоа што она што рекавме како хипотеза се поста, да знаеме дека сите 3D форми се што се? Нивните видови се 2D форми, затоа што А, Б, С, Д е квадрат. И следното е Б, С, Е, Ф е квадрат. Значи, коцката има 6 зида во форма на што се? Зидовите. Во форма квадрат. А за квадрат кажавме дека 2 квадрати имаме и 4 правоаголници. Дали е ова јасно сега што до сега го зборувавме? Да? Да. Да. Не понатака. Еве го тоа што го коментиравме, значи во таа насока треба и тука да запишуваме, ама нема да го искористиме, вие ќе го правите тоа дома. Сега тука имаме нешто да ве прашам. Што е ова што го гледате на слайдот? Што е ова што го гледате на слайдот? Мрежа на четириаголна пирамида. Шаблон или мрежа на четириаголна пирамида. Во основа четириаголна. Зошто викаме дека е четириаголна? Бидејќи има 4 триаголници. Бидејќи имат во основа квадрат и 4 триаголници. Сега, овде вака, каде мислите треба да биде испрекината линијата на оваа четириаголната, за да добиеме некаква, основа? Зашто не ја гледаме основата? Треба да направиме некаква испрекината линија. Каде ќе биде испрекинатата линија? Кои тебиња ќе ги спои? Овие овде? Што кажувам? Да? Да. Тука треба да биде испрекинатата линија, еве сега тоа ќе го покажеме, дека секогаш за да знаеме дека е 3D форма, мора да имаме испрекината линија. Јасно? Еве, вака ќе биде или не? Што ви кажа?
Не. 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 Ако Нема да се гледа испратено. Аха, значи вака треба да биде. Значи, дали е ова правилно како форма земено тука што е ставено? Не е правилно испитано. Дали ви е јасно сега? Значи, има друга една пирамида која што ќе се искористи. Сега нешто интерактивно, малку ќе поработиме да видите како се прават мрежи и како се спојуваат мрежите за да се добие квадар, триаголна призма, ова е некоја форма на триаголник и котка и пирамида. Може да почнеме од каде, од кај сакате? Од квадарот? Да ја видиме прво мрежата на квадарот. Добро. Еве, сега само да се исклучам јас и ќе одиме тука. Еве ја мрежата. Она што го зборуваме, значи може да бидат правоаголниците различни во димензии, јасно? Може да биде и ова, наместо, ајде да кажеме, квадар, може да биде и тоа правоаголник. Значи за квадарот постојат различни опции. Значи гледаме еден правоаголник, уште еден. Значи сите, ова е за лепење, тука за спојување, што е ова потемно обоено. Дали ме разбирате? Не значи дека квадарот може да биде со квадрат и може да бидат сите 6 правоаголници. Еве тоа ви е примерот. Сега ќе видите, еве едниот правоаголник, еве го вториот, еве го третиот, четвртиот, петиот, шестиот. Дали е јасно дека може и квадар да биде со 6 правоаголници? Нацртано? Да. Сега ќе одиме со триаголната. Еве ги, триаголниците и трите страни во форма на правоаголник, значи врската помеѓу дваде и да добиеме 3D форма. Еве погледнете. Ова што е за превиткување и за спојување што оди прво е, за да може да се залепи тука кога се прави. Еве. И ни остана, ајде, ова. Еве сега ова е нешто слично како оној тетрапак сокови што е или нешто за млеко. Гледате како? Обоеното што е за превиткување, се користи за лепење. И еве, и последната, еве, а сега, ова да видиме каква е пирамида. Четириаголна или триаголна? Четириаголна. Четириаголна? Ај погледнете. Триаголна, браво, Давид. Еве, погледнете. Еве, гледате како? Дали ви се допадна ова? Да. Како треба да користиме мрежи? Одиме сега за шаблон за мрежа на цилиндер. Цилиндерот е 3D форма. Што имаме за да направиме мрежа? Треба да имаме еден. Тој е овој зелениот во средина. Правоаголник и два Круга. Да, добро. Еве го. Еве триаголната. Исто, секој теме може да го означиме и секоја 2D форма на и точно ќе знаеме два правоаголници и дека се два триаголници и три правоаголници дека се кај триаголната призма. И ова е што е ова? Мрежа на конус. Мрежа на конус. Сега, вака ова во основа. Вака треба да го спојиме, погледнете, кога ќе се спои, и потоа ова треба да се изврти и да се залепи. Секогаш мора од страна да има ваква некаква тесина за да може да се залепи. Дали е јасно сега ова? Одиме понатака, за да прецизно секогаш работиме, што треба да имаме за цртање. Што се овие инструменти за правилно цртање? Еве сега, ако треба да нацртам јас нешто тука, што да нацртам? Праханол? Мора тука. Каде, нагоре додам, така? Или нема? Мора правилно да го исцртуваме. Што треба да направам јас? Треба да
ја изближам оваа линија и да определам. Ова ќе биде агол од колку? Ги измериме. Колку степени е? Ова, што е сината, што покажувам. Ова е агол од 90 степени. 60 степени. Ова сега што ќе го нацртам јас, да се посетиме за ништо претходно што учевме, еве така. Какви се овие линии? Паралелни. Паралелни, добро. Што треба да правиме ние за да нацртаме заедно нормални прави или нормални прави? Што треба? Ајде, јас вртам и чекам одговор. Што треба? Како да го поставам? Од агол од 90 степени и сега ќе извлечам тука или тука додам. Гледат грешка. Каде треба да биде? Еве, пак грешка. Значи, мора линијата да биде правилна. Од каде да почнем? Тука Значи, кога се користат интерактивни, прибори за цртање, мора да знаеш правилно од каде да почнеш да црташ. Значи, ова треба да се продолжи за да добиеме нормална Дали ова е јасно во цртањето? Дали користевте примери за, да кажам, за цртање на прави, нормални? Тоа е се поврзано, исто и за мрежите ќе ви бидат потребни. А за да направите мрежа на конус и на цилиндр, секако ви е потребен и што? Кој е ова? Шестер. Мора, значи, еве се. Ова треба да биде, погледнете колку лесно се црта. Ова ќе бидат двата дела од цилиндарот. И на крај ни треба што уште да нацртаме. Ја земам јас од овие понудени до поживешките. Ајде се. И ќе ни треба на нас да земеме уште каква даде форма? Правоаголник. Еве, правоаголник. Дали е ова јасно? Да. Јасно ми е. Добро. И сега видовте, јас тука горе имам еден линк. Во меѓувреме да не чекаме, мене ми е отворен линкот. Само да видиме да не ми се исклучи за секунда. Еве го. Го нема на страничка. Ќе ви споделам. Не сум споделила работна површина. Чекајте. Еве, бидејќи е тоа на интернет директно, може би поспоро, ќе оди, еве го, да споделам површина работна. Треба да го добиете. Ево го. Го добивме. Еве, јас сум направила една куцка во различни бои. Знаете како се прави ова? Еве, користиме во основа. Ама не е ова не е добро. Океј, ова ни користи за бришење. Еве ова. И сега сакам во друга боја да земам, да ја додадам страната, да искористам и ќе одам еве тука. Јасно? Сега ќе се вратам, ќе земам друга боја, точно да знам. Еве друга. И добив една котка. Ова може да се точно да се определи и да видиме во координата кога е координатна мрежа кој ќе оди, дали добро сум го направила. Еве, гледате, овде има нешто што недостасува, така? Ова ви е половина, ама кога ќе се сврти ќе биде друг. Значи, во координата ги поставувавме 2D формите по координата X и по координата Y. Истото ќе треба понатака, не знам кој час, дали неделава ќе биде или следната,
Поставување на 3D форми на координатна мрежа. Ова ликов ќе ви го ставам на почеток на ноутбукот за пето, каде што имате и други линкови, па некој може да се проба. Видовте како се користи и како се работи? Ме слушате? Да, видовме. Да, видовте. Може да си поработите, да си поизвежбате. Да си поизвежбате и ова ќе ви биде корисно и за понатамошните активности по математика во погорните оделенија. Ова е, како би кажала, она милиметарска хартија во милиметрика, што изометриска хартија се нарекува, уште ја користат повеќе професии за цртање. На оваа страна ќе ја имате и еве користете оваа интерактивна алатка за да креирате динамични цртежи на изометриска хартија. Значи милиметарска е тоа хартија. Нацртајте фигури користејќи рабови, лица или коцки. Може да менувате, ротирате обоите, да разделувате, да гледате 2D форми или 3D форми. Започнете с пригнување на коцката долж левата страна, потоа ставете коцка на решетка каде што сакате. Значи, ова може да си го користите дома, значи линкот ќе го имате. Гледате, не е со пари, значи има и други со најавувања, ама ова најосновното што ние треба да го видиме е тоа што може да дозволува е бесплатно. И сега јас мислам дека за денес беше доволно. Ще поставувам уште еднаш. Дали ви е јасно како се црта мрежа на 3D форми? Да повториме, да се не закон. Да. Од ѕидовите на 3D формите, всушност што се? Џидовите на 3D формите всушност се 2D форми. 2D форми. И затоа викаме дека 3D и 2D формите се заеднички меѓу себе. Тоа е заклучокот. А значи два ѕида каде што се спојуваат, што беше тоа? Како го вика? Како ја викавме линијата каде што се спојуваат два ѕидови? И ги запишуваат. Линијата ја викавме рап. Линијата ја викавме рап. Добро. А местото каде што се спојуваат два рабови, како се викаше? Местото се вика теме. Местото се вика теме. И тамо, вие за домашна имате во учебник на страна 121. Потоа ќе дадам утре задолжение друга домашна, каде што ќе треба да работите, додека ако имам можност, во четврток сакам уште еден онлайн час да одржиме по математика. По македонски, ако утре може во 12:30 пак вака да појасниме за нешто друго, само да се исклучам. Јас чекајте, па ќе продолжиме. Ајде.